арта на сите балафаќелан редакциите ме кта експлозионата дезинформатора. Како да се соочат редакциите, вие секојдневно работите на уредување на вестите, што може да направи еден добар уредник за да барем медиумите, оние кои што се професионални, со консолидирани големи редакции, да им парираат на овие дезинформации кои што се шират, особено на интернет просторот и на социјалните мрежи. Благодарам, Петрит. Значи, битката со дезинформациите стана навистина многу тешка, бидејќи секојдневно се соочуваме со лажни вести од сите страни, не само од надвор, туку и од самите политички партии, бидејќи знаеме дека самите партии во Македонија имаат по неколку портали кои што работат за нив и кои што сервират дезинформации во нивна или лажни вести во нивна корист. Не е лесно, секогаш кога забележуваме дека во секојдневното работење дека во прилозите има непотврдени информации или има сомне за веродостојноста на фактите, бараме од новинарите да ги проверат фактите уште еднаш, бидејќи новинарите можат да грешат ненамерно, тоа е факт. Борбата, кажат, со дезинформациите, барем за лично зборувам е секојдневие, но во оваа професија ние сите треба да бидеме внимателни, бидејќи, кажат, новинарите може да грешат, но исто така може и изворите, кои сакат да бидат анонимни, а сакат да подметнуваат во исто време лаги во нивна корист или во штета на противникот. Значи, во неколку наврати се има случувано на новинар X функционер или X институција да дават документи произлезени од некоја од состаноците, а на крај тоа да испаднало дека ништо освен хартија не е. Ништо тоа не било вистината. Значи, тоа е тешка борба, секојдневна. Дали може да се греши? Ние можеме да грешиме, бидејќи толку многу лажни вести, дезинформации има, што некогаш дури се одлучуваме веста да ја оставаме на страна, бидејќи не можеме да ја потврдуваме дека е вистина или не е вистина. Бидејќи како видиме 100 пати повторена лага веќе станува вистина. Ние сега се соочуваме секој ден со таа битка. Има начини, например, кога бев во Америка пред 5 години, тоа што ни остави впечаток беше секоја редакција, дали помала или поголема, имаше посебен дел за верификација на фактите. Секоја и Доналд Трамп тогаш кога беше председател не можеше да се појавува на вестник или на телевизија ако неговиот говор не е верифициран. Кај нас ние тоа го немаме. Значи треба да размислиме на тој правец, секоја редакција да работи на тој дел. Ама тоа чини многу средства и не може да си го дозволат. Знаеш како е Петри, не може да си го дозволат, но ние треба да се бориме да се го дозволиме тоа. Нели во професијата ние се бориме да ги средиме сите. Станавме глас за синдикати, за плати за све. Спомнаа преска дека каква што е состојбата со финансискиот дел. Но ние треба да се бориме тоа да го постигнеме. Без разлика која е цената. Ако не се бориме, се откажеме и кажуваме дека ама ова кошта, тогаш кај ќе стигнеме? Ова ќе биде уште полоша и полоша. Секој новинар е верификатор на факти. Мислам, тоа му е основната работа на било кој новинар. Значи, не треба да има посебни редакции за верификација на факти. Треба едноставно новинарите да си ја вршат својата работа и да ја проверат веста од 1, 2, 3 извори. Како што тоа обично го правиме. И тоа ќе го надминеме овој проблем или дека финансиски тоа ќе ги зголеми нашите трошоци. Не, можеме малку повеќе време ќе ни треба за да ја создадеме приказната и историјата. Меѓутоа дека тоа сме го правели, цел живот тоа го правиме, тоа е така. Тоа што сега не го прави одредена голема група и категорија на така наречени новинари кои што делуваат претежно од овој онлайн простор, непрофесионален или полупрофесионален, тоа е тука е проблемот, мислам, каде што треба да се насочиме. Да, онлайн просторот и нема вработи, на некој начин не им одговара тие да ги средуваат тие лажни дезинформации, зашто оние на некој начин добиваат од тоа. Но ние што сме и Кировски, што повеќе дискусија и гнев има, нормално е тоа тие да немаат повидливе е содржината. интерес да го средат овој проблем.
Но дека треба да се бориме да го средиме, треба да се бориме. Дека треба да најдеме начин, треба да најдеме. Зашто сега знаеме како работат новинарите кај нас, во какви услови, да. Но лесно е, например, да кажеме дека може први извор, втори извор, трети извор. Но што правиме кога изворите се секогаш со различни, уште повеќе ја отежнуваат ситуацијата.